намерата на Социјалдемократскиот сојуз е да ги зголеми даноците во Република Македонија. Имено, ВМРО-ДПМН и граѓаните се сериозно загрижени од последните најави дека Социјалдемократскиот сојуз има намера да менува даночната политика во Република Македонија. Менувањето на даночната политика, тоест воведувањето на така наречениот прогресивен данок и напуштањето на така наречениот рамен данок, сериозно ќе значи осиромашување на нашата држава, но и граѓаните. Токму тие причини имаме право да чувствуваме загриженост како ние, така и граѓаните во Република Македонија. Зголемувањето на даноците, кое го планира Социјалдемократскиот сојуз, ќе удри директно по джебот на граѓаните и ќе значи уништување на стопанството и економијата. Со менување на даночната политика, односно со зголемување на даноците, никој нема да добие ништо, а најмалку граѓаните и државата. Од неофицијални информации дознаваме, а тој не загрижува, дека министерот Тевдовски веќе најавил во Светска банка дека оваа антиреформа Социјалдемократскиот сојуз има намера да имплементира. Ова зголемување на даноците, ќе повторим уште еднашка, ќе удри по джебот на граѓаните, ќе направи голема штета во целост на македонската економија. Од нашето досегашно искуство во комуникација со преку неколку илјади странски инвеститори, па и домашни инвеститори, можеме да кажеме дека зголемувањето на даноците ќе значи намалување на заинтересираноста на истите да инвестираат во нашата држава, а со тоа ќе се намали можноста и за отварање на нови работни места и во голема мера ќе значи напуштање на досегашните инвестиции, односно загрижува фактот дека голем број македонци работници кои што го оствараат својот личен доход во производните капацитети во индустријските зони кои што се отворени широм Република Македонија ќе останат без собствената екзистенција. Дополнително загрижува и фактот дека владата на Социјалдемократскиот сојуз ја известила Светската банка дека ќе ги зголеми придонесите за пензиско и здравствено осигурување. Со што дополнително ќе ги оптерети компаниите, со тоа ќе ја зголеми нивната неконкурентност, а на крајот од денот тоа ќе имплицира и бркање на работа на работниците и напуштање на Македонија од страна на инвеститорите, кои сакаат или веќе инвестирале во Република Македонија. Овие антиреформи на Социјалдемократскиот сојуз ќе ја тргнат Република Македонија од мапата на инвеститорите во светот и ќе ја спуштат длабоко на листата на Doing Business, како неатрактивна земја за инвестирање, каде што како еден од најголемите аргументи, а и предности до сега го имавме рамниот данок. Очекуваме Социјалдемократскиот сојуз сериозно да ги преиспитаат овие своји намери, да прекинат со деструктивната политика, се извинувам, и да почнат со реализација на сите оние проекти кои ги најавуваат така силно во периодот на предизборието. Граѓаните нив не очекуваат менување на даночната политика, не очекуваат зголемување на даноците, туку очекуваат минимална плата од 16.000 денари, просечна плата од 30.000 денари, да отворат нови 64.000 работни места, да изградат нови 500 километри автопат, да изградат нови електроенергетски објекти, 100.000 денари плата за докторите. Граѓаните тоа го очекуваат од Социјалдемократскиот сојуз. Ке повторам, не очекуваат зголемување на даноците кои што го најавуваат. Граѓаните од Социјалдемократскиот сојуз очекуваат да го реализираат ветеното во периодот на предизборието. Ви благодарам. Доколку има прашања, ве молам повелете. Утре доаѓа еврокомесарот Хан. Дали има стейтмент од ръководството на ВМРО и кој е ставот на ВМРО за реформите кои што се наложуваат во правосудството? Да, како што веќе знаете, во текот на утрешниот ден е најавена посета на еврокомесарот Хан. Во текот на утрешниот ден раководството на ВМРО-ДПМН ќе оствари средба со еврокомесарот Хан. А што се однесува до вашето второ прашање, беше, се извинувам, за реформите во судскиот совет. Така, добро, ВМРО-ДПМН од Европската комисија очекува принципиелност и поддршка за реформите, кои ќе значат долгорочни системски решенија согласно европските стандарди и пракси. Тоа што Социјалдемократскиот сојуз веќе полог период наназад го промовира како реформа во судството е само обид за целосна партизација и начин на кој што пресудите нема да се носат во судница врз основа на докази, туку тие би биле нарачувани директно од страна на Зоран Заев. Затоа Социјалдемократскиот сојуз изминативе месеци секојдневно ги заплашува судиите со неуставен реизбор, а сега почнува да пристигнуваат информации за промена на начинот на избор на судскиот совет. Јавноста треба да знае дека 5
членови од судскиот совет во овој момент ги предлага председателот на собранието, додека останатите 8 се бираат од страна на самите судии на тајно гласање. Тоа на кое што Социјалдемократскиот сојуз се фокусиран во моментот не е начинот на избор, туку е персоналниот состав. Социјалдемократскиот сојуз сака да инсталира партиски кадри кои потоа би помогнале во реализација на крајната цел, а тоа е заплашување и целосна партиска контрола на судството. ВМРО ДПМН можам да ви кажам дека ова нема да го дозволи. Република Македонија и граѓаните веќе еднашка беа жртви на оваа брутална партизација на судството. Паметите дека во само неколку часа Социјалдемократскиот сојуз разреши и реизбра некаде околу 617 суди. Сведочењата од тој период говорат дека мислењата се чекаре да пристигнат од општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз. Сите видовме докаде дојде оваа брутална партизација, следуваше криминална приватизација во која беа затворени стотици фабрики, а стотици илјади граѓани останаа на улица. Целокупниот систем и државните институции беа уништени и клекнати на колена. ВМРО ДПМН ќе се спротивстави на повторувањето на оваквото сценарио. Европската Унија минатата година остро се спротивстави на реформите во судството, кои што ги предлагаше полската влада. Истите беа претолкувани како политички притисок во судството. Од тука ВМРО ДПМН очекува еврокомесарот Хан да остане принципиелен и да не воведува двојни стандарди, односно истите впечатоци да ги пренеси во текот на следбите со политичките елити во текот на утрешниот ден. Едни кои важат за членките на Европска Унија, а други кои важат за Република Македонија се неприфатливи. Тоа што важи за Европската Унија, за земјите членки, тоа ќе важи и за Република Македонија.